Здраво, јас сум Дарко. Пред се ви сакал да се заблагодарам на сите присутни и воедно би сакал да порачам следното. Сите ние тука заедно се борим за чист воздух, без разлика колку сме, толку сме, но би сакал една работа да упатам за тие кои што мислам дека треба да се охрабрат и да излезат заедно со нас рамо до рамо, бидејќи воздухот е нешто кое што е непроценливо. И затоа во наредна прилика подобро да ни има повеќе, за да можеме да покажеме и да докажеме дека е време прво и основно да се разбуде свест, бидејќи никој нема да ја реши работата. Ние сме тие кои што можеме да придонесеме кон тоа што го сакаме и нашиот глас треба да допре таму дека што треба да допре. Ви благодарам на одделеното време. Денеска денот е прекрасен и воздухот исто така. Како да чувствувам дека се движам низ рајска градина, како да дишам алпски воздух. Илјадници граѓани денеска сме собрани да ги поддржиме општинските политики и да им дадеме поздрав на сите. Сите сме среќни и задоволни. Се е розово, бајно и сјајно. Ау, па воздухот не е така розов. Не е толку чист. Ме печат очите. И грлото ме гребе. Абе, што се тие запалени гуми таму? Кој ги гори тие кабли? Што се тие фабрики што чадат црнила сред Белден? Кој им дозволил? Кој ги контролира? Народот безпрестан се собира на протести за да добие чист воздух, а него го нема. И сите гледаме, а никој не гледа. Никој ништо не може да види. А кој беа тие луѓе што незаконски блокираа магистрали со запалени гуми? Не ли е тоа загадување на воздухот? Каде беше полицијата? Зошто не реагираа според законите? Зошто не ги почитуваат протестите на граѓаните за чист воздух? Овој народ излезе на улица, сака да ги поздрави надлежните за превземените акции за да добиеме чист воздух. Или да ги подсети да направат нешто, ако веќе не се. И што гледаме во овој момент? Последици од непревземените мерки. Денеска ние блокираме. Ние не сме хулигани. Ние сме родители, работници, ученици, пензионери. Луѓе што сакаат една многу радикална работа. Сакаат да дишат. Со години слушаме приказни, стратегии и планови, а реалноста инспекции на хартија, казни за сиромашни, мол за големи загадувачи. И затоа ние сме тука. Не за политика, не за циркус, туку затоа што розевите наочари паднаа, а вистината смрди. И ќе стоиме тука додека не престанат да чадат црнила, додека воздухот не стане тоа што ни е го ветија, нормален. И уште нешто, повелете еден катанец од нас. Ако немате вие за катанци, сега можете слободно да одите да ги затварате. Благодарам.